Вечерва ќе можам да се разговарам со една моја многу драга личност, Борче Секуловски, или попознат во градот како Боро Коса. Како си вечерва? Здраво, Верица, штубава најава. Одлично сум, фала ти на прашањето. Ева сум гостин повторно во вашата емисија. Може пошто многу да додавам епитети, ама престанав на драга личност, пошто стварно си ми ептен мил. Вечерва пак те гледам со таков екстравагантен стил, да кажам, посебен стил. Би сакала директно да започнам за тоа. Од каде најчесто црпиш инспирации за твоите стилови? Фала ти за комплиментот. Инспирација нормално, сега толку се развиени тие социјални мрежи, највеќе искрено црпам од Инстаграм, меѓутоа некогаш не тоа што го гледам јас кај луѓето што го носат по светот, реално и кај нас не може да се најде. Меѓутоа од патувањето кога патувам, знам да си купам некои кошули, панталони и така натаму. Знаат го вие капсули колекции што излагаат на одредени брендови да ги купам и тие. Така да значи воглавном црпам инспирација од Инстаграмот и некој си мој стил си пурам. Ти се случува ли, бидејќи многу ретко гледаме кај нас, на нашите простори, некој, посебно од машкиот пол, да се облекуваат и во бои, да експериментираат со стилот? Ти се случува ли на улица некој да те застане, да ти скоментира нешто? Види, кај нас дефинитивно луѓето веројатно имаат страф и не само доверба, затоа не го носат тоа. Искрено, барем јас така го гледам тоа и го препознавам кај луѓето. Веројатно човекот треба да се прифати таков како што е, да си направи свој собствен стил и понатаму да си го тера тој изглед на него. Дефинитивно, значи, луѓето во Македонија имаат потенцијал, меѓутоа немаат самодоверба. Тоа можам да го кажам за тој стил. Кога ќе одам по улица, многу често знаат, можеби поради мојот стил, да се завртат, така некако малку можеби чудно да ме гледаат, не дека тоа ми се случува само во Македонија, искрено и надвор од Македонија знаат да ми се случи тоа. Не ме застануваат, меѓутоа знаат да ме загледаат така. Некој со воодушевување, а некој малку и чудно реално. Пак за мене тоа е окей. На крај крајва веројатно е интересно нешто, па луѓето го заприметуваат и им застанува погледот. Нема нешто подобро од тоа да се одделиш од таа целна група и да бидеш поразличен, бар според мене. Кажи ми, што е некое парче или пак боја кој што никогаш во живот не би го облекол во тебе? Види, најпрвен ќе кажам дека секој од самото раѓање човекот реално е различен, па така и понатаму во животот веројатно треба да си има некој свој собствен стил. Парче што не би го облекол или боја што не би го облекол, веројатно јас носам доста колоритна облека. Сакам за одредени пригоди, можам еве да кажам на последниот настан дека бев у црно облечен, затоа што дрескодот до некаде налагаше или елегантно да биде, па сега може да искомбинирам и таа боја. Искрено, Верица, не можам да кажам дека има некоја боја што не би ја облекол и некоја парче што не би го облекол. Секој што може таа боја и тоа парче да го носи, ако се чувствува удобно и добро во тоа, нема никаков проблем ондека. Дека пак малку се навративме на гардеробата според тебе. Мислиш ли дека македонците како народ патат од брендирана гардероба? Дефинитивно македонскиот народ е испрустриран и искомплексиран и сака да носи брендирана гардероба. Меѓутоа ти можеш да купиш прескапи парчиња, меѓутоа ти ако не знаеш да ги носиш, џабе ти се. Има, значи, дечки и девојки кои се облакаат многу за по-ниска сума и што не се брендирани, па изгледаат супериорно. Значи, македонците малку сме искомплексирани во тој поглед и сакаме да биде брендирано и да се гледаат, значи, брендот дека го носиме на нас. Вреди ли според тебе да се купи некое такво скапо парче? Апсолутно вреди, меѓутоа треба и да имаш и можности реално и ти да знаеш тоа да го носиш, не да ти биде едно само такво парче што цел живот ќе не само логото на цела мајца. Така, апсолутно, значи тие окей, да не ги кажуваме кои се брендовите, меѓутоа мислам дека ти да имаш брендови да носиш, треба да бидеш комплетен стил да имаш за да ги носиш тие брендови и да можеш да си ги дозволиш. Меѓутоа, за жал, ние живееме малку по другачие. Ти благодариме многу што вечерва дојде овде кај нас, си поразговаравме, мене ми беше супер, не знам за тебе како ти беше. Секогаш супер е со тебе, Верица, затоа што се дружиме и на друга емисија, сега се дружиме и тука. Се надевам дека и на гледачите ова интервју ќе им биде интересно од мене и од тебе, така да ќе се видиме во некоја следна прилика. Да, ќе се дружиме уште многу. Ти благодарам.